Тројца малолетници физички нападнале соученик. Група девојчиња психички и физички малтретирале врсничка, а видеото од насилството завршило на социјалните мрежи. Овие случаи се само дел од низата на регистрирани инциденти на врсничко насилство во државата. Во последната деценија, бројот на вакви случаи расте. Истражувањата покажуваат дека дел од насилниците најчесто и самите биле жртва на физичка и емоционална злоупотреба. Тој го прави тоа затоа што има некаде потреба да истакне дека е моќен, дека е силен, за да компензира од некаде каде што ја немал таа моќ и таа сила. Така да некако, знаете како имаме еден магичен круг на насилство, каде што оној кој што е жртва на едно место, станува насилник на друго место. Загрижува фактот што булингот е присутен и во најрана возраст, а најмногу кај адолесцентите. Насилството не завршува во училиштето, туку продолжува и надвор од него, најчесто преку социјалните мрежи. Булингот не завршува само во училиште, не завршува само надвор, туку дури тогаш почнува, а продолжува дома, затоа што тогаш детето, кога ќе дојде дома, сваќа колку може да развие анксиозност, депресија, осаменост, тага, да западне во една ситуација каде што ќе се чувствува несреќно, тажно и осамено. И не само она дете кое што е жртва на булинг, дури оние кои што се неми сведоци, наблюдувачи, не знаат како да постапат во дадената ситуација, се оние кои што се плашат некогаш да пријават, затоа што насилникот е многу помоќен од нив. Експертите алармираат дека најсилното оружје во борбата со булингот е раното откривање и навремена реакција од сите институции. Според податоците на МОН, за минатата година на ниво на држава биле поднесени 48 пријави за врсничко насилство.